Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација ја спроведуваме благодарение на докторката Магдалена Лукарова. Таа е дерматолог во поликлиника Филип II. Докторка, добро вечер и добро ден дојдовме. Вечерва со доктор Лукарова зборуваме за една тема која што ја засега апсолутно целата популација. Станува збор за опаѓање на косата. Дали е кај машка или кај женска популација? Кои се најчестите причини, докторке, за опаѓање на косата и каков вид на опаѓање на коса постои? Значи, опаѓањето на косата или медицински уште се означува како телоген ефлувиум, представува заболување или состојба која што се карактеризира со зголемено опаѓање на нормални влакна кои што се веќе во фазата на мирување или телогени влакна. И тоа е најчесто предизвикано од некои фактори кои што доведуваат до забрзан циклус на влакната, односно влакната од фаза на растење, значи многу побрзо ги поминуваат тие фази и доаѓа до фаза на мирување, односно до отпаѓање на влакното. Самата состојба е доста честа, почесто е кај млади жени, значи почесто кај жени, поради хормоналните нарушувања кои што настануваат во текот на животниот век кај жената, значи раѓањето, значи породувањето, бременоста. Инаку постојат повеќе фактори кои што можат да доведат до дифузно опаѓање на косата. Најчесто потребен е период од 3 до 6 месеци за да може, значи, да се појави самото зголемено опаѓање на влакната. Најчести фактори се, како што спомнав, значи породување, периодот после породување, прекин на користење на таблети кои што содржат естроген, значи контрацептивните средства. Исто така болести кои што се поврзани со покачена телесна температура, потоа оперативни состојби, хронични болести како што се малигнитетите, потоа хроничната бубрежна инсуфициенција, можат исто така да доведат до зголемено дифузно опаѓање на косата. Анемиите кои што значи се поврзани со недостиг на железото е исто честа причина, како и нарушувањето на функцијата на тироидната жлезда, значи хипотиреозата или хипертиреозата. Одредени состојби како што се диета со значително намалување на внесот на калории можат да го предизвикаат дифузното зголемено опаѓање на косата. Исто така и одредени лекови, како што се бета-блокаторите, антикоагулантните состојби, антикоагулантните средства, цитостатиците, и тие се бројуваат како можни причинители на дифузното опаѓање на косата. Така, зборуваме за различни типови на опаѓање на коса, но што е она кое што ни го праќа како сигнал дека нешто навистина абнормално ни се случува, имаме зголемено опаѓање на косата? Косата представува психичка перцепција за убавина кај луѓето, исто така таа има и функција, иако е рудиментиран дел од човековото тело, сепак ја заштитува главата од прекомерно губење на топлина, ја штити главата, односно кожата на главата од прекомерното сончево зрачење. Така да, значи, кога имаме опаѓање и тоа значително опаѓање на косата, луѓето чувствуваат страв и паника и поради тоа тие се јавуваат на лекар. Најчесто се жалат дека има опаѓање на снопови од коса и тоа на целата поглавнина, зафаќајќи ги задните делови на главата.
Во тој момент, значи, многу е битно да има поддршка пациентот од докторот, бидејќи сето оваа состојба е менлива. Значи, кај телогениот ефлувиум, односно кај дифузното опаѓање на косата, не постои целосно обезкостување, односно не постои келавост. Така да во период од 9 месеци до 12 месеци косата повторно си ја добива претходната густина. Тоа треба да им се објасни на пациентите и да ги охрабри дека сето тоа ќе помине и треба и тие, значи, да соработуваат и да се направат дополнителните диагностички испитувања. Така, спомнавте келавоста. Каква појава е келавоста? Појава која што може ли да се регенерира повторно влакното кога веќе ќе имаме појава на келавост? Самата алопеција или келавост е сосема различно од телогениот ефлувиум. Ако зборуваме за телоген дефлувиум, тоа значи дека настанува проречување на косата, кое што може да биде акутно и хронично. Ако трае до 6 месеци, зборуваме за акутно, ако трае подолго од 6 месеци за хронично, и кај тоа хронично на опаѓање дифузно на косата, тогаш може да има некое видливо значајно видливо преречување на косата. Меѓутоа, кај келавоста или кај алопецијата доаѓа до потполно губење на влакната и тоа на одредени делови од главата, и тогаш се означува на локализирани делови од главата и се означува, значи, како алопеција ареата, или ако имаме потполно губење на влакната на цела глава, алопеција тоталис, или пак ако имаме само на специфични места, како што е типично губење на коса за мажи и за жени, тогаш тоа е андрогената алопеција. Меѓутоа, тогаш, значи, и тие влакна повторно се појавуваат, значи, влакнениот фоликул е таму способен пак да се регенерира, за разлика од оние алопеции кои што се означени како цикатрицијални алопеции, кај кои што, значи, самиот влакнен фоликул повеќе нема способност да се обновува, и тогаш келавоста или губењето на влакното е трајно. Значи, таму покрај тоа што самите клетки во влакнениот фоликул се оштетени, имаме и други промени на кожата на главата, имаме лузни, атрофии, и таму терапијата е многу по-тешка и не дава резултати. Така, постојат различни видови на третмани кога станува збор за опаѓање на косата. Имаме ли начин како успешно да ја регенерираме, да го регенерираме скалпот, или пак можеби апсолутно да влијаеме на новото растење на косата? Така, значи, денес постојат најразлични третмани, почнувајќи од шампуни па се до ампули, и најновото кое што се почесто е застапено и го работиме и кај нас е мезотерапијата, значи, со разни витамински коктели кои што го стимулираат растот на влакното и ја прават косата да биде поцврста, како и најновото е, значи, PRP третманот или плазма збогатена со тромбоцити за исто згуснување на косата. Се она што, значи, може да се одбере, зависи од типот на алопецијата, значи дали станува збор за хормонално нарушување или е пак минливо како што е дифузното опаѓање на косата, односно телогениот ефлувиум. Има доста препарати и на природна база, има, значи, и медицински препарати како што е миноксидилот, кој што исто така е добар за и ефикасен во третманот на алопеција ареата и на останатите, значи, видови на алопеција. Додека кај андрогената алопеција третманот е поспецифичен, значи бара и дополнителна орална терапија, и најновото е преседувањето или трансплантацијата на влакнените фоликули. Што е со децата, докторке? Каква е појавата со опаѓање на косата кај најмалите, односно кај децата? Најчести причини кај децата, значи, се габичните инфекции, односно тинеја капитес, и овде ги имаме повеќе видови и е многу поспецифична и различна клиничката слика во однос на оние алопеции досега кои што ги спомнав.
покрај тоа што настанува значи губење на влакната, сепак има и промени на кожата во вид на црвенило, плаки, некои лушпи, во зависност од причинителот, односно од видот на габичната инфекција, може значи да се појават и пустоли, папули. Значи тоа е се во склоп на самата габична инфекција и третманот е различен, значи потребно е да се земе соодветен, да се направи препарат соодветен, да се направи култура за изолирање на габичната инфекција, на габичниот причинител и потоа да се даде соодветна антимикотична терапија која што се одвива според одреден протокол на лекување. Исто и кај нив можат да се јават овие алопеција ареата, меѓутоа многу поретко. И телогениот ефлувиум во зависност значи од статусот на железото во крвта. Меѓутоа се поретки во однос на возрастните. Така, многу често пациентите знаат да се пожалат дека домашните животни, најчесто домашните миленици, се причина за појава на опаѓање на косата. Како и на кој начин се диагностицира и се прави разликата од што настанува опаѓање на косата? Симптомите се слични, значи помеѓу тие болести, затоа многу е потребно да се направи значи соодветен преглед кај дерматолог. Точно животните се носители на тие габични инфекции, значи на тие габички, дерматомикози, меѓутоа сепак значи потребно е да се направи добар преглед и понатаму да се соодветно диагностицира. Доаѓаме до момент кога велиме дека можеби и да нема болест која што не може да се излекува, но што е со опаѓањето на косата? Имаме ли подолг период на лекување или пак постојат и начини за побрзо лекување на опаѓање на косата, соодветно и регенерација? Лекувањето, ако се навратиме на дифузното опаѓање на косата, значи е и како состојба тоа е само ограничувачко. Значи треба време од 6 до 9 месеци или од 9 до 12, зависи, за да може да се стабилизира опаѓањето на тој прекумерен број на влакна. Меѓутоа, кај овие кои што се андрогената алопеција, значи лекувањето е малку подолго, зависи од самиот организам, значи зависи од многу повеќе фактори. Тоа овде во прашање се андрогените хормони, тестостеронот, така да и со трансплантацијата на влакнените фоликули сепак значи се добива некој задоволителен ефект. Додека значи, препарати доста добро делуваат во третманот на тинеите, така да во период некаде од 2 недели до 3 недели се доволни за тоа да се повлече и да се нормализира растот на влакното на главата. Така, колку во време ни одзема кога станува збор за третманите? Постојат различни начини на третирање, имаме и естетски третмани. Колку време значи ќе не биде потребно за една ваква регенерација на косата? Се она што значи може да се спомне како третман вклучува значи да се избегнува прекумерното користење на термичките фактори, значи на оштетување на косата, овде се пеглите, пресите, фенирањето на висока температура. Значи исто и фарбите. На тој начин може да се спречи оштетувањето на влакното, да се прават редовни контроли, значи за да се провери дали е добар статусот на крвта, значи дали е добро железото, дали е добра функцијата на тироидната жлезда, хормоналните, односно функцијата на јајниците, значи естрогенот. Се она кое што е како причинител, значи треба да се контролира за да може да се избегнат дополнителни промени во растот и во развојот на самиот влакнен фоликул. Исто од превенцијата би спомнала дека треба да се користи помалку козметика, значи шампони, тие кои што се доста агресивни, она која што е наменета за типот на кожата и за типот на влакното.
И на самиот крај, докторке, какви се прогнозите, но и препораките до сите оние кои што сакаат да имаат здрава и убава коса? Треба, значи, секој да, бидејќи косата, испомнав и претходно дека е дел од она кое што представува убавина, треба да си обрнеме сите внимание и кога и приметиме дека нешто се случува, дека нешто не е во ред, тој број на опаѓање на влакната значително се зголемува, да се јавиме на преглед и со разговори, со понатаму и со преглед, значи да се диагностицира за што станува збор и да се превземат соодветните мерки. Доктор Лукарова, јас ви благодарам што и вечера бевте заедно со нашите гледачента во ординација и развивме една тема која што е навистина интересна и е подеднакво примамлива како кај женската, така и кај машката популација. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечера бевте со таа во ординација. Се гледаме во наредната среда.